Одлуката на судот да ги прифати 55.000 евра во кеш од Богоев за да излезе од келија е незаконска. Парична гаранција за да се излезе од притвор може да ја покрие опасноста од бегство или повторување на делото, но таа не важи како покритие дека Богоев може да влијае врз сведоците или на самата истрага. Во ваков случај, каде што нема ни куќен притвор, туку само му одземен пасошот и има забрана да ја напушти Македонија, екс-директорот на Царина, ако сака, би можел да мешетари во истрагата. Истото е незаконско, бидејќи кога има активна истрага, постои правна пречка во смисла на тоа да гаранција се дава само за да се отстрани опасноста од бегство и опасноста од повторување на делото, кои што се основи за притвор по член 165 став 1 точки 1 и 3, но не и за да се покрие опасноста од влијание на истрагата и на сведоците, а во моментов е активна истрагата за Стефан Богоев. Има многу примери каде судот прави секакви лупинзи за да ги извади од затвор мокниците. Митровски потсетува дека истата пракса од обвинител веќе се случи еднаш во случајот со мазотот, односно за време на истрага и опасност од влијание, ефективниот беше заменет со домашен притвор и гаранција од пари и имот. За ниеден обичен смртник тоа се нема случајно, а во серија минати случаеви се случи да се бара спојување, конкретно така беше, мислам дека за случајот Мазут, да се бара спојување на домашен притвор и гаранција, што е повторно правен нонсенс, затоа што гаранцијата е да се браните од слобода, а во куќниот притвор вашата слобода е ограничена. Проблем со одлуката на судот не е само што незаконски прифатил гаранција, туку и двојните аршини кога се одлучува за политички или финансиски мукници и обични смртници. Митровски е дециден дека притворот се злоупотребува во Македонија, па наместо последна се користи како прва мерка. Екс-председателот на СДСМ и поранешен градоначалник на Карпош по 5 дена вчера попладнето го напушти истражниот затвор, но одби да ја одговори на јавноста со какви докази ќе се правда пред судот. Предмет ќе го докажувам на суд, на вас нема да го докажам за жал или за среќа. Богоев и неговиот заменик, како и двајца од битолската фирма се осомничени за злоупотреба на службената положба, примање и давање мито, бидејќи наместиле тендер за хигиенското одржување на граничните терминали тешок 300.000 евра. Дополнително досега беше откриено дека екс-директорот на Царина земал мито од 1.800 евра.